За успешно ловење на лаврак, како што кажавме, а тоа е сега во овој период, лавракот е активен, е многу битен белиот црв. Лавракот се лови навечер и многу е битно да се прихранува многу често со бел црв. Односно, не треба да се брка многу далеку, се лови на длабочина најчесто од 3-3,5 метра, зависно од местото каде што ловите. Белиот црв е многу важно да тоа не. Многумина од кај нас земаат бели црви, кои што ќе речат, ние фрламе бели црви, крмиме на секои 5-10 минути, фрламе по еден чатал врз тапата, прави завеса. Не. За жал, во Македонија ние доскоро немавме црви кои што тонат. Забележете и самите, преку ден пробајте, фрлете од тие црви и ќе видите дека тие пливаат само на водата, врз површината на водата. Напротив, црвот треба да тоне, да направи една завеса, која што ќе го замами лавракот да лови, да брка, кога и ќе го фати вашиот мамец бел црв. Арно ама, одскоро, конечно, во Македонија имаме такви тонечки црви, кои што тонат и тоа многу тонат брзо во водата. Еве, ова се тие црви кои што тонат брзо, односно не се млади црви, не се мрсни црви. Црвите се обезмастени и затоа брзо тонат во водата. Овие црви кои што тонат, може да ги најдете само во Сара Спорт Бистро. Пробајте и сами ќе го забележите успехот во риболовот, во ловот на лаврак. Ако ништо друго, барем ќе видите дека црвите на вистина тонат и кога сакате да ја привлечете рибата не само на море, еве и кога фрламе прихрана на река, на езера, црвот останува на самото дно каде што рибата лови. За разлика од останатите, ние ќе ги фрлиме и со леп и со друга измешана прихрана, меѓутоа тој друг црв што не тони, плива на површината, ќе исплива самиот горе и ќе се чудиме зошто ние толку црви фрливме, а немаме успех во риболовот, затоа што црвот кој што сме го фрлиле не останува на